Почитувам председавач со комисијата, Бојан, почитувани пратеници, почитувам представник од Министерство за финансии, почитувани жители на општина Конче. Значи, поднесов амандман согласно деловникот, член 150-151, во разделот 1.3.0.1 Министерство за транспорт и врски, да се предвидат средства во висина од 180 милиона денара за изградба на локалниот пат Долни Липовик-Рич, со што ќе се овозможи директно поврзување на општина Конче со Струмица. За жал, овој амандман не е прифатен од страна на Министерството за финансии, од представникот, од заменик министерот. Образложението не држи и за овој амандман, повторно останува фактот за селективност, односно амандмани поднесени за локални патишта од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се наоѓаат на владини седници и се наоѓаат средства за истите да бидат изградени. За овој проект, за кој има изготвена проектна документација, значи може во моментот да се почне со градба, едноставно не може да се издвојат 3 милиона евра. Проектот представува сериозна потреба за општина Конче, затоа што општината е сериозно хендикепирана во однос на поврзувањето со патна инфраструктура, може би и најхендикепираната општина во државата. Регуларен пат за поврзување на оваа општина има само со Радовиш. Патот од општина Конче до Штип е во прилично лоша состојба. Тој пат мора да се рехабилитира, да се подигне нивото на патот, а поврзувањето на општина Конче со Струмица, верувале или не, во 21 век е по земјен пат. Полн со дупки, со калишта и така натаму, во еден сегмент. Овој пат е потреба на мештаните, на жителите на општина Конче, затоа што многу би се скратило од транспортот кога овој пат би функционирал, општина Конче директно да се поврзе со Струмица. Определен број на граѓани од оваа општина имаат работа во општина Струмица и секојдневно патуваат. Дополнително, општина Конче како земјоделски регион и како треба да биде поврзана со добра патна инфраструктура со Струмица, затоа што, нели знаеме, таму постои кванташки пазар, треба да се градат и соодветни објекти за откуп на земјоделски производи, и намалувањето на транспортот и избегнувањето на ридско-планинскиот пат Конче-Радовиш би значило многу за овој регион. Не станува збор за големи средства, меѓутоа вакви мали рурални општини ни оддалеку не можат да издвојат средства од ваков обем, затоа што се лимитирани со буџетите и осходни се финансиите по кој основ истите се финансираат. Во вакви ситуации, вакви капитални инвестиции мора да дојдат како поддршка од централната власт и истите да значат едноставно развој на регионот. Општина Конче е претежно рурална општина, земјоделски крај, меѓутоа самото затвореност на општината едноставно го лимитира, ограничува развојот на општината.
Сметам дека проектот треба да биде прифатен од страна на пратениците, да биде прифатен од страна на пленумот, од собранието и на некој начин да помогнеме вакви мали, но потенцијално големи општини да си го најдат своето место во државата, односно да можат и тие да се развиват. Едно прашање е многу битно. Ако во 50-тите, 60-тите години ги изгубивме планинските села, ако во 90-тите години почнавме да ги губиме помалите села во низините, бидете свесни дека како држава почнуваме да ги губиме и големите села, големите општини кои се со рурален карактер. Касно ќе биде понатаму да вложуваме во овие региони, ако младите заминат од тие региони, ако не гледат перспектива во својот регион, во своето место на живење, а потенцијалите се евидентни. Покрај земјоделието, покрај шумите кои природно се на тој регион, во оваа општина, тука е езерото Мантово, на некој начин потенцијалите се евидентни. Постепено и развојот на рударството, меѓутоа без развивање на соодветна инфраструктура. Ке го испуштеме, верувајте, и последниот момент за правилен регионален развој на државата. Ни се пустат и градовите, помалите градови, ни се пусти и државата. Политиката на Европската унија е многу јасна. Политиката на земјоделство е врзана со регионален развој. И сите силни инвестиции, која е единствена политика силно поддржана во цела Европа, одат кон насока на регионален развој. А регионален развој правилен не можете да имате ако не ги развивате и помалите средини, ако не ги развивате средините, ако не го развивате и планинскиот, ридско-планинскиот регион. Сериозна работа која на некој начин е поврзана со белата чума, со оцелувањето, меѓутоа, верувајте, ние што доаѓаме од места, од помали места, знаеме со каков сериозен проблем станува збор. Нема стока, нема земјоделие, нема прехрана на државата, многу сериозни проблеми кои домино ефект значат стагнација на место развој на државата. Сериозно треба да размислиме, ќе ги градеме овие патишта, кога тогаш? Меѓутоа да не биде касно и да не ги испуштиме и последните возови. Благодарам. Ви благодарам, колега Трајанов. За реплика е пријавена пратеничката Даниела Колева. Повелете. Почитувам колега Трајанов.